Утрово на 27 мај заврши и последниот полициски час вметнат како превенција за заштита и ширење на вирусот COVID-19. Вчера, председателот на владата Оливер Спасовски на пресконференцијата официјално ја сподели информацијата за забраната за движење. Според анализите и препораките на Комисијата за заразни болести, можеме да констатираме врз основа на одредени исполнети услови, врз основа на анализите и препораките, владата донесе денеска одлуки со кои што престанува важењето на повеќе рестриктивни мерки. Од утре 27 мај целосно престанува важењето на одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија. Од сите досегашни известувања од ЦВР Велес, можеме да констатираме дека најголемиот дел од велешани беа дисциплинирани и ја почитуваа мерката за забраната на движење, но секако имаше и неколку отстапки. Во текот на изминатото деноноќе, на ниво на секторот за внатрешни работи Велес, две лица во Кавадарци не ја почитувале забраната за движење за време на полицискиот час. Во овој период има 4 нови регистрирани лица со решение за изолација во Велес, а со изјава за самоизолација има 2 нови лица во Велес. Вкупно со решение во изолација има 93 лица, од кои 69 во Велес, 11 во Кавадарци и 13 во Неготино, а со изјава за самоизолација има 2 лица во Велес. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што е констатирано дека сите ги почитувале овие мерки. Вчерашниот ден бележи една незгода. На 26 мај околу 11 часот во СВР Велес било пријавено дека на регионалниот пат Велес-Чашка во патничко возило Volkswagen Polo со велешки регистарски ознаки управувано од граѓанин со иницијали ВС на 60 години од Велес настанал пожар во движење. Екипа на територијалната противпожарна единица Велес го изгаснала возилото, извршен бил увид на местото на настанот. Денес граѓаните на Република Северна Македонија може да испаднат во текот на целиот ден, без никакви ограничувања, но надлежните апелираат дека вирусот не е заминат и дека така наречените меки мерки мора да се почитуваат. Протоколот за работа на сите објекти, кои што со одлуки на владата во наредниот период ќе им се дозволи работење, ги носи Комисијата за заразни болести, односно Министерството за здравство, и тие треба да се почитуваат од страна на правните лица. Министерството за внатрешни работи во текот на денешниот ден имаше и оперативна координација на која што ги разгледавме идните модуси на действување на полицијата, при што во наредниот период ќе бидат зајакнати контролите од страна на Министерството за внатрешни работи во однос на почитување на одлуките на владата за задолжително носење на лична заштитна опрема и држање на физичка дистанца, односно забрана на групирање. Со оглед дека веќе нема ограничување на движењето и нема потреба од постојани пунктови на полицијата.